Ако се дадени две паралелни прави, тогаш можеме да го најдеме растојанието помеѓу нив. Наоѓање на растојание помеѓу две прави е можно на неколку начини. Првиот начин е доколку избереме некоја произволна точка на една права и растојанието од таа точка, што сме ја избрале, до правата ќе биде всушност и растојанието помеѓу двете прави. Тоа е прв начин. Вториот начин за барање на растојание на две паралелни прави е на овие две слики. Ако најдеме растојание од координатен почеток до едната права, тоа би било P1, и ако најдеме растојание од координатен почеток до другата права, тоа би било P2, и ако од P1 извадиме P2 или од P2 извадиме P1, нормално и тој резултат го ставиме во апсолутни вредности за да добиеме позитивен број, тогаш R ќе представува растојанието помеѓу тие две прави. Но би имале одземање на P1 и P2 доколку координатниот почеток се наоѓа во истата полурамнина и за двете прави, односно не е помеѓу нив. На втората слика го гледаме примерот доколку координатниот почеток се наоѓа помеѓу двете прави. Да го објасниме и првиот и вториот начин. Значи, првиот начин е со избор на произволна точка на една од правите. Например, ако сакаме да побараме произволна точка од оваа права овдека, може да земеме произволна вредност за x. Нека x е, да кажеме, колку да биде, па 0 може да ставиме. Ако x е 0, и таа 0 ја замениме во правата, 3 по 0 минус 4 по 0 минус 10 еднакво на 0. 3 по 0 е 0, од каде добиваме дека 4y е еднакво на, односно минус 4y еднакво на 10, и од каде y ќе биде минус 10 плюс 4, после кратење е минус 5 половини. Значи сме нашли некоја точка Т со координати 0 и минус 5 половини. Таа точка Т лежи на оваа права. Ако координатите на оваа точка П ги замениме во правата, ќе го најдеме растојанието помеѓу тие две прави. Значи, растојанието помеѓу правата P и Q, во која се ова P и Q прави, ќе биде еднакво на дробна црта, апсолутна вредност. Сега координатите на точката од правата што ја најдовме, ќе ги замениме во другата права. 6 по 0 минус 8 по минус 5 половини плюс 5, затвараме апсолутна вредност врз корен од а на квадрат плюс б на квадрат. Значи 6 на квадрат плюс минус 8 па на квадрат. Од каде би добиле? 6 по 0 е 0, минус по минус е плюс, 8 по 5, 40, 20, 25. Апсолутна вредност е 25 е 25 врз 36 и 64 е 100, корен од 100 е 10, ако скратиме со 5, добиваме 5 половини единици. Значи, растојанието помеѓу овие две прави ќе биде 5 половини или 2,5 единици. Сега да се обидеме да го објасниме вториот начин, а вториот начин е со определување на P1, односно P2, а предходно ќе мора да кажеме и да откриеме дали координатниот почеток е помеѓу двете прави или е на иста страна од
правите, односно во истата полурамена. Тоа би го направиле на едноставен начин. Ако замениме 0 и 0 во првата и во втората права, во првата права би добиле 0, 0 минус 10, а во втората права би добиле 0, 0, 5. Овде ке имаме минус 10, овде ке имаме 5, па тоа кажува дека координатниот почеток ќе се најде помеѓу овие две прави. Значи, уште еднаш ќе повториме, ако го замениме 0 и 0, односно ни останува само c, според c ќе може да откриеме дали координатниот почеток е помеѓу правите или е на иста полурамена. Добивме минус 10 и плюс 5. Штом се знаците спротивни на c, значи дека координатниот почеток ќе се најде помеѓу двете прави. Па, претварајќи ја правата, односно наоѓајќи го P на правата, ние ќе успееме да ги собереме тие позитивни вредности на P и да го добиеме растојанието помеѓу тие две паралелни прави. Значи, одиме со претварање на едната и другата права во нормален облик. 3x минус 4y минус 10 врз, бидејќи овдека е минус, рековме претвореното секогаш спротивен знак, плюс 3 на квадрат плюс минус 4 на квадрат. Еднакво на 0. Тоа е првата права претворена во нормален. Втората права ќе биде 6x минус 8y плюс 5 врз, ради тоа што е плюс, претворенот ќе биде минус корен од 6 на квадрат плюс минус 8 па на квадрат еднакво на 0. Ако замениме координатниот почеток со точка со координати 0, 0 и во едната и во другата права, всушност ние ќе успееме да ги пронајдеме P1 и P2. Значи, ако замениме овдека, P1 ќе биде, секогаш рекме дека P е позитивен број, 0, 0 ќе имаме минус 10 врз 5. Минус 2, значи позитивен број е 2. P2 е растојанието на другата права до координатниот почеток. Ако замениме 0, 0, останува 5 врз минус 10, а 5 врз минус 10 е минус 1/2, но рековме дека растојанието е секогаш позитивно, значи ќе биде плюс 1/2, за да конечно растојанието помеѓу овие две прави биде P1 плюс P2, тоа е 2 плюс 1/2, ќе биде 5 половини и го добиваме бараниот резултат. Значи, еве вториот начин, уште еднаш ќе го покажеме како се наоѓа растојанието меѓу две паралелни прави. И едната и другата права ги претвараме во нормален облик, делиме со корен од а на квадрат плюс б на квадрат, за тоа што знакот го земаме пред коренот спротивен од c. Тука беше минус c, го ставивме плюс, тука беше плюс c, го ставивме минус. Всушност, што значеше тоа? Минус и плюс. Различното од c, кога пред x стоят истите, кога пред x стои исти знак, значи пред x е тука плюс и овде е плюс, а c имаше спротивен знак, тоа ни покажува дека координатниот почеток ќе се најде помеѓу двете прави, па растојанието од координатниот почеток до едната права и растојанието од координатниот почеток до другата права, тоа растојание ќе треба да се собере. Значи да потенцираме уште еднаш некои работи што би требало да се запомнат и нормално тоа може и да направи забуна. Значи, при проверка на точката О, односно при проверка на координатниот почеток, дали се наоѓа помеѓу правите или не е доволно само да се биде со спротивен знак. Потребно е и првин да пред x знаците бидат еднакви. Најчесто ние кога ја запишуваме правата во општа облик сакаме пред x да е позитивен број, значи пред x имаме плюс, плюс,
Сега, кога веќе знаците на С се различни, значи минус плюс, тогаш констатираме дека координатниот почеток е меѓу правите, па P1 и P2 тогаш ги собираме. Доколку координатниот почеток не е помеѓу правите, туку е на една или на друга страна, тогаш добиената вредност за P1 и P2, која секогаш мора да биде позитивна, ја одземаме и бараме апсолутна вредност. Лично сметам дека овој вториот начин е така по-проблематичен, по-напорен, по-здодевен и најчесто, значи, растојание помеѓу две паралелни прави го бараме на тој начин што избираме произволна точка од една права, односно бираме произволна координата x, ја заменуваме во правата, добиваме y. Еве ја точката Т, што лежеше на оваа права и сега само ни останува да најдеме растојание од точката Т до другата права. Растојанието од таа точка до таа права е всушност растојанието помеѓу овие две точки.